Децениите поминати во изучување на македонскиот јазик се од чиста љубов кон јазикот. Иако овој цитат прилега на некој од македонските лингвистички дејци, тој сепак му припаѓа на човек кој за афирмација на македонскиот јазик се бори од Соединетите Американски држави. Виктор Фридман е американски професор и долгогодишен шеф на катедрата за словенски јазици и литератури на Универзитетот во Чикаго, кој првпат ја посетил земјава во 1971, а низ изминативе скоро 5 децении, преку своите дела има втиснато силен печак како голем пријател на македонскиот јазик. Потврда и неговата докторска дисертација од 1975-та, насловена како Граматичките категории на македонскиот индикатив, која е прва публикација за современиот македонски јазик во САД. Јас бев сосема свесен дека македонски не е ниту српски, ниту бугарски, а камоли грчки. И кога имаше толку напади врз македонскиот јазик, мислам од чисти научни причини требаше да го бранам јазикот како научно поле. Ваквата заложба му донела голем број признања и од самата Македонија. 3 пати е добитник на златната плакета на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде се здобили со степен доктор онорис кауза, а во 1994 е член на МАНУ. Според поратоците на Академијата, во неговата богата биографија и творештво, се наоѓаат и над 70 дела од областа на македонистиката и балканистиката. Во 2009-та во Атина, на промоцијата на грчко-македонскиот речник организирана од партијата на македонците во Грција Виножито, станува непријател и мета и на грчката националистичка организација Златна Зора. За Фридман, овој речник можел да биде само мост помеѓу земјите. Овој речник може да придонеси кон такво разбирање, но би требало добра волја од грчката влада. А таква добра волја, доколку што знам, се уште не постои. Добитник на наградата за животно дело од обединетата македонска дијаспора, а во октомври минатата година се сретна и со премиерот Зоран Заев, откако доби ветување дека неговата работа ќе биде поддржана. Академик Виктор Фридман, светски признат лингвист од Америка и македонист е во нашето студио. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдовте. Вчера имавте предавање во Македонската академија на науките и уметностите и најцитиран дел од тоа ваше предавање е реченицата дека македонскиот јазик воопшто не е загрозен. На што ја базирате оваа ваша констатација? На фактот дека децата се уште учат македонски. Дојдете во моето мало во Карпош, па слушнете ги децата како викаат. На кој јазик? На македонски. На кој јазик зборуваат родителите со децата? На македонски. И тоа не само во Карпош, да кажеме, но во многу места во земјата. И така, кога децата растат со јазикот, јазикот не е загрозен. Иако англискиот е се по-доминантен и има се по-големо место во растењето и на децата од Македонија, но тоа се глобални трендови, се разбира. Да. Јас реков дека во Македонија англискиот е турскиот од 21 век. Значи, исто така како што има доста турцизми во македонскиот јазик, а македонскиот остана македонски, англицизми се вака, мислам, се потребуваат, тоа е мода, ама не е загроза ич. Да. Ова е период во кој македонскиот јазик е често споменуван во контекст и на загрозеност, а повод е договорот за името меѓу Македонија и Грција, потпишан во Преспа. Дали според вас овој договор на некаков начин навистина го доведува во прашање македонскиот јазик, онаков каков што го познаваме? Да, мислам, разбирам и сигурен сум дека не го доведува македонскиот јазик во прашање. Со овој спомен на овој договор од 77 година, јас сум го прочитал договорот. Мислам, секаде каде што македонски јазик се спомнува, затоа што договорот е 500 страници.
македонски јазик се спомнува како јазик, како македонски јазик, the Macedonian language, и тоа со неговото кирилско писмо. Заради гледачите, вие сега се реферирате на делот од договорот од Преспа, во кој што пишува официјалниот јазик на втората страна ќе биде македонски јазик, како што е признаено на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана во Атина во 1977 година. Така. И сега се повикувате на документите од таа конференција. Да, апсолутно. Мислам, јас сум ги прочитал се што има да работи со македонскиот јазик во тие документи. А Грција исто така е подписник на тој документ. Значи, дури тогаш Грција де факто и де јуре го има признато македонскиот јазик. Да. Договорот го лоцира македонскиот јазик во групата јужнословенски јазици. Така е. И тоа сега е напаѓано од многу страни во смисла на тоа дека тоа е некакво доодредување на јазикот кое што го загрозува на некаков начин. Има проблем во тој тип на категоризација на македонскиот јазик? Никако. Тоа е наука. Мислам, има западни словенски јазици, источни словенски јазици и јужнословенски јазици. Западните се полски, чешки, лужички, словачки, источните се руски, украински, беларуски, јужните се словенечки, српско-хрватски, српски-хрватски, црногорски, босански, а македонски заедно со бугарски. Мислам, сите се јужнословенски јазици. Тоа е лингвистика, тоа е наука. Вие имате македонско државјанство. Имам. Тоа би предпоставувало дека имате и гласачко право. Така. Ќе излезете на референдумот? Да. Ќе гласате? Да. Смееме да ве прашаме и како ќе гласате? Па јас ќе гласам за. Па да имате предвид, ја имам државјанството заради научни заслуги. Значи, никогаш не би гласал за нешто кој што би бил против интересите на Македонија, барем споето моето мислење. Мислам дека, баш како што Джез Бейли ми рече пред неколку дена, со влегување на Македонија во НАТО, соседите ќе станат сојузници. И тоа со договор. Тоа е многу важна работа. Друго што сакам да кажам, ови политички партии или земји кои што се против референдумот, например партијата кој што е врзана со бомбите, или оној земја каде што зеде од други земји, мислам Русија, нели? Ако тие се против, тогаш јас сум за. Добро, имате колеги академици кои што не мислат како вас, особено меѓу лингвистите. Не. Меѓу лингвистите нема. Мислам, меѓу они во оделение за лингвистика и литературни науки има. Ама тие не се лингвисти, тие се во полето на... Да, книжевници се тие. Добро, имам едно прашање. Што мислите за тоа што Ману ќе треба да се преименува според договорот од Преспа? Мислам, ако е така, мислам дека тоа се уште е во дискусија, но ако станува Македонска академија на науките и уметностите на Северна Македонија, сепак тоа е во граматиката македонска конструкција. Значи, генитивот со предлогот на е сосема во духот на македонскиот јазик. Сакате да кажете Академија на науките и уметностите на Северна Македонија? Така. Мислам, има доста академии кои што се нарекуваат со таква генетивна конструкција. Академија на науките на Албанија, Академија на науките на Косово и така натаму. И така... Да, во Македонија тоа прашање е веројатно интересно и од еден друг аспект. Станува збор за етнички нехомогено општество, етнички мешано општество, па од тука и чувствителноста на дел од другите етнички заедници, различни од етничките македонци, на тој тип на именување на државни институции, како
Македонска академија на науките и уметностите или Македонска радио, телевизија и така натаму. Вие имате научни трудови и за албанскиот јазик, вториот официјален јазик во оваа држава, не само за македонскиот, и тоа е многу интересен спој во еден американски лингвист. Што би била вашата порака до етничките албанци во Македонија? Па, дешата филм се референдуми është edhe në interes e shqiptarëve të Maqedonisë. Është në interes të gjithë njerëz këtu në Maqedoni. Edhe shqiptarët, edhe makedonës, edhe romët, edhe vllehët, edhe turqit, i të gjithë, të bosnjakët. Do me thonë se referendumi edhe mua më duket se shumë shqiptare kuptojnë, por përveç kësaja desha të them se është me rëndësi edhe shqiptarët të shkojnë dhe të votojnë në referendum. На самиот крај на овој наш разговор, вие сте во пензија официјално, така? Сум. Но се уште држите предавања и сте активен кога ќе ве поканат. Па да, изгледа дека не можам да издржам. Во моментот престојувате во Македонија. Така. Како живеете на релација Америка-Македонија најчесто или? Па Америка и Македонија, но во зимно време во Австралија, каде што е, мислам, многу поблаго. И не само тоа, но за жал се уште во Македонија воздухот е толку загаден во зимно време дека опасно е за мене. А какви ви се врските со Австралија? Па таму има еден универзитет Латроп и јас сум таму како професор по истражување на Латроп университет, на север од Мелбурн. Што ви се сега во блиска иднина професорските должности, што ќе ги имате? Па ќе држам некој предавање за балканска лингвистика, за граматичките категории. Каде? И во Латроп, сега во Градски одам. Во Австрија? Во Австрија, во универзитетот Градски, ќе држам еден курс, еден месец за балканска социолингвистика. Тоа ќе биде за сите јазици кои што се зборува на Балканот. Добро, ви благодарам многу што бевте дел од оваа наша емисија. Сепак вашето име тежи во науката, а мислам дека и пошироко во македонската јавност, и беше интересно да се слушне вашиот став за овие актуелни политички теми. Би сакал да додавам дека лингвистите во мано се согласуваат со мене и дека јас лично сум зборувал со многу колеги, колешки и пријатели во Македонија и дека сите овие кои што мислат ми рекоа дека треба да бидеме прагматични. И тоа значи еден глас за. Благодарам уште еднаш. Благодарам.